Добар ден, ова се пладневните вести на Канал Плюс. Почнуваме веднаш по најавата за дел од содржините. Земјоделците полесно до кредити. Банкарските гаранции за кредитите се намалуваат на половина благодарение на основањето на гарантен фонд. Ке се оценува влијанието врз животната средина на патот кој ќе ги поврзува рудниците Тораница и Саса. Во тек се подготвителните работи за изградба на оваа делница во должина од околу 20 километри. Нова стратегија за локален економски развој изготвува општина Виница со важност до 2020 година. Од денес се дефинираат стратешките области на делување на локалниот економски развој. Банкарските гаранции за земјоделските кредити се намалуваат. Земјоделците полесно ќе доаѓаат до кредити. Олеснувањето на постапката доаѓа од гарантниот фонд кој ќе биде гарант за од 40 до 50% од висината на земаните кредити. Како ќе функционира гарантниот фонд, појаснува министерот за земјоделство Михаил Цветков. Секој фармер кој што ќе аплицира за ИПАРД програмата, нормално доколку апликацијата му биде одобрена од страна на платежната агенција, истиот може да побара кредит од овие 4 банки кои што сакаат да учествуваат во овој гарантен фонд. Значи тоа е, како што рековме, Комерцијална банка, Прокредит банка, Хал банка и Стопанска банка Битола. Висината на кредитот доколку е до 200.000 евра, ќе биде гаранцијата ќе биде до 50% и доколку е до 500.000 евра ќе биде 40 до 40% гаранцијата. Значи гарантниот фонд, уште еднаш да повторам, ќе гарантира практично ќе гарантира 50% од хипотеката. Општина Виница започнува со изработка на нова стратегија за локален економски развој со дефинирање на нови приоритети во функција на граѓаните. Денес ново формираната работна група ја одржува првата работилница на која се утврдува мисијата и стратешките области за локален економски развој на Виница до 2020 година. Ке се гради пат од Крива Паланка преку Македонска каменица, делница од рудникот Тораница до рудникот Саса, во должина од близу 20 километри. Финансирањето на изградбата на оваа делница е со заем од Светската банка. Пред отпочнувањето на изградбата на патот, согласно Законот за животна средина, јавното претпријатие за државни патишта изготви нацрт извештај за стратегиска оцена врз животната средина за овој проект, кој е достапен на увид на граѓаните од Крива Паланка и Македонска каменица. Јавна презентација за овој документ се планира во вторник, 7 јули во салата на Советот на општина Македонска каменица. Со пикник дружење новиот бренд Мој леп го одбележа крајот на успешно спроведената кампања за промовирање на нивните производи во Источна Македонија. На синокешното дружење беа представени сите чекори од идеја, производство и маркетинг кампања до дистрибуција на производите. Секој менаџер знае дека пласирање на нови производи на пазарот е макотрбна работа. Треба да се вложи пред се квалитет, упорност, навремена дистрибуција и секако успешна маркетинг кампања. Токму овие клучни елементи беа искористени за промоција на најновиот бренд на пазарот во Источна Македонија, Мој леп, кој за кратко време го заслужи епитетот најпродаван. Во својот асортиман покрај секојдневниот свеж бел леп, брендот Мој леп на потрошувачите им ги нуди и домашниот леп, леп од полини и специјалните видови на интегрален, ржен и бел сецкан леп. Сите артикли се спојна традицијата и иновативноста, подготвени со современа технологија според ХАСАП системот, усовршена до тој степен со што на барање на корисниците се нуди вкусен, а воедно и здравствено корисен производ без конзерванси и вештачки бои. Најново што можем да кажам, со што ќе збогатиме палетите на производи Мој леп е така наречен вечерен леп, леп збогатен со протеини, а намалени јаглени хидрати. Ако земеме според да речеме стандардниот бел леп содржи јаглени хидрати околу 57, додека овде ќе биде намалено тој сооднос на 5%, додека протеините ќе бидат зголемени негде на 25%,
5%, што значи дека ќе имаме идеален леп, леп кој ќе биде со мала грамажа, но доста квалитетен, корисен за држење на разни диети. Професионалната, навремена и квалитетна дистрибуција на производите на Мој леп, раководството му го додели на дистрибутивниот центар Премиум, од каде се обезбедени специјални за оваа намена возила. Собственикот Мики Петров ја сподели тајната на одличното представување на брендиран производ на пазарот. Неопходно е да се воспостави контакт со многу потрошувачи, со многу клиенти на пазарот и со многу наши партнери што се малопродажни објекти на низ нашиот регион. Ние се грижиме производот и брендот Мој леп да стаса безбедно и квалитетно до крајниот потрошувач. Затоа сме опремени со професионални возила кои што се по сите ХАСАП стандарди. Нашата компанија Премиум ги дистрибуира најдобрите производи и нашето мото е го дистрибуираме најдоброто до најдобрите. За најдоброто да биде најдобро представено, во овој случај ангажирана е компанијата Marketing Mix, со чија помош Мој леп организираше интензивна кампања во повеќе градови низ Источна Македонија, со голем број подароци и наградна игра за најмалите, дечињата од градинките. Нашата пекара беше домакин на група од околу 50 на дечиња. Заедно со нашите технолози, дечињата успеа активно да учествуваат во процесот на месење и печење на Мој леп. Мој леп ги награди за нивната иновативност и ентузијазам со вредни подароци, но навистина ги израдувавме со тоа што нивното оригинално замесено и испечено лепче го доставивме во нивните раце. Освен ова, на Facebook страната на Мој леп имаше фотоконкурс за избор на најоригинален млад пекар, на кој со лајкови корисниците на Facebook ги изгласаа првите места. Дечињата синоќа добија вредни подароци. Кампањата наменета за директниот потрошувач се одвивала преку повеќе активности. Со поставување на штандови во речиси сите поголеми и помали маркети во општина Штип, се со цел да ги едуцираме нашите потрошувачи за здравствените бенефиции од конзумација на Мој леп и секако да ги наградиме сите потрошувачи на Мој леп. За сите заинтересирани, цената на лебот е 519 денари. 22 денари е белиот цецкан леп, додека интегралниот и ржаниот леп се 28 денари. Купувате Мој леп и ќе добиете вредни награди. Денес напладне во Домот на културата Тошо Арсов во Виница отворена изложба на карикатури од бугарските автори Чочо Пеев, Ивалјо Цветков, Валентин Ѓоргиев, Валекс Александров, Ириен Трендафилов, Љубомир Михајлов и Рајко Попов. Изложбата е насловена "Човек на човек му е карикатурист". Штипското културно лето вчера имаше два настани кои предизвикаа голем интерес кај граѓаните. Изложба на графика од новинарот Драган Ристов и концерт на наградуваните ученици од Средното музичко училиште Сергеј Михајлов. Вечер во ШКЛ со детска театарска представа насловена "И девојчињата играат фудбал" во изведба на драмското студио во Основното училиште Славејко Арсов. Вечерва во уметничката галерија без истен ќе биде отворена изложба на акварели, брегалнички бисери од авторот Иван Сулев. Вечерва почнува фестивалот во Делчево под звездите. Ова е второ издание на фестивалот кој ќе се одржи на летната сцена во Делчево. Граѓаните ќе ги забавуваат познати музички имиња од македонската естрада. Во Делчево на летната сцена за втори пат ќе се одржи фестивалот Под ведро небо во Делчево под звездите. Фестивал која има амбициозноста од година в година Под звездите во Делчево да представи звучни имиња од квалитетната македонска музика. На 3 јули 2015 година, петок, со почеток во 19:30 часот на летната сцена во градскиот парк во Делчево ќе се одржи втора година поред фестивалот во Делчево Под звездите 2. За таа цел ќе има богата уметничка програма на која ќе настапат поп-рок дивата Дани Димитровска, прогресивниот етно-фјужен рок бенд Chromatic Point, метал составот Апотеозис, како и локалниот прогресивен треш дет метал состав Македон. Ги покануваме сите граѓани од Делчево и од поширокиот регион да дојдат и да го проследат овој музички спектакл. Официјалната програма на второто издание на фестивалот во Делчево Под звездите ветува афирмирани музички звезди, кои во двочасовното дружење ќе ја крене на нозе младата публика во срцето на пијанец.
Земјотрес со интензитет од околу 4 степени по Рихтер беше почувствуван во западна Турција, соопшти Европскиот сеизмолошки центар. За сега нема извештаи за штети и настрадани. Потресот е регистриран денес на полнок. Епицентарот е во близина на 125 км југозападно од Бурса. Меѓународниот монетарен фонд прогнозира дека може да биде неопходно отпишување на дел од долгот на Грција, бидејќи земјата нема да биде во состојба да го враќа поради натамошното слабење на структурните реформи и пат на правичниот буџетски дефицит, се наведува во извештајот на фондот. Вкупните финансиски потреби на земјата се зголемиле поради големите политички промени во Атина и се проценуваат на вкупно 50 милиарди евра. Најмалку 12 пакистански војници загинаа откако 4 патнички вагони паднаа во канал поради уривање на мост во провинцијата Пенџаб. Армијата соопшти дека возот излетал од шините, а биле спасени 80 патници, од кои 5 се тешко повредени. Портпаролот на пакистанските железници изјави дека друг патнички воз, што превезувал стотици луѓе, минал преку истиот мост околу 90 минути пред несреќата. Подигрувањето на полуфиналните дуели на Копа Америка има пауза од 2 дена, а викендов ќе се играат над преварите од самата завршница. Во сабота на програмата е мечот за третото место, во кој ќе се соочат селекциите на Перу и Парагвај, додека во недела од 23 часот ќе се игра големото финале помеѓу домаќинот Чиле и репрезентацијата на Аргентина. Аргентинците досега имаат 14 титули во Копа Америка и се на чекор да изедначат со Уругвај, кој има 15. Ден пред финалето во надпреварот за третото место ќе играат Парагвај и Перу. Шпанскиот тенисер Рафаел Надал синоќа на Вимблдон загуби од квалификантот Дастин Браун, а по мечот тој го призна поразот, но додаде дека се уште го нема кажано последниот збор во тенисот и дека ова не е неговиот крај. Рафаел Надал 4-та година поред е елиминиран во првата недела на третиот Гранд Слем турнир, и тоа од играч кој е под 100-тото место на АТП листата. Шпанецот вели дека е разочаран по поразот од германецот Дастин Браун во второто коло на Вимблдон, но дека е добро што се уште ги памети двете титули од овој турнир. Завршија плодневните вести, нови содржини за актуелните случувања. Денес гледајте во Дневникот во 16:30. Во меѓувреме информирајте се на нашиот веб портал kanalplus.mk. Пријатно!